Spoštovani! Letos na Filozofski fakulteti praznujemo 60-letnico lektorata makedonskega jezika, ki je začel delovati v študijskem letu 1961-62 v okviru katedre za srbo-hrvaški jezik in književnosti. Prvi lektor makedonskega jezika je bil Blaž Ristovski, leta 1967 pa ga je nasledil Dragi Stefanija in pod njegovim vodstvom je v študijskem letu 1984-85 lektorat prerasel v katedro za makedonski jezik in književnosti. Od leta 2002 katedro vodi izredna profesorica doktorica Namita Subijoto. Praznovanje sovpada z dnevom makedonskega jezika, ki je neločljivo povezan s književnostjo in kulturo. Veseli me, da imamo v pisani druščini jezikov, ki se jih da študirati na Filozofski fakulteti, tudi makedonščino. Naj ostane tako še na mnoga leta. Blagodaram i ušte mnogi godini. Драги пријатели словенци, кога професорот Драги Стефанија замина во пензија, на негов предлог, тогашната раководителка на одсекот Ирена Новак Попов ме покани да дојдам во Љубљана и да предавам македонски јазик на вашиот факултет. Јас оваа покана со задоволство ја прифатив и не сгрешив. За мене 2-годишниот престој во 1999 до 2001 година беше исполнет со работа, со стекнување нови пријателства, пред се со колешките на групата СХМ Весна Хаджи и Ѓурѓија Старсоглавец. Во тоа време, според програмите, имав по 2 часа македонски јазик во прва и втора година и по 2 часа македонска книжевност во трета и четврта година. Покрај редовната настава организирав и една македонистичка вечер со проекција на филмот Пред дождот од Милчо Манчевски и посета на концерт на културно-уметничкото друштво Танец од Скопје. На факултетот ме избраа за доцент во тој период и одржав отворено предавање од областа на лексикологијата на македонскиот јазик. Исто така, пред нашите министерства за образование и наука конкуриравме за билатерален проект словенечко-македонски јазични, книжевни и културни врски, во чии рамки беше планирана и одржана втората словенечко-македонска конференција. Од забавно-културниот живот имаше и 2 студентски екскурзии во Република Хрватска. Се на се, мојот престој и мојата работа на Филозофскиот факултет ми е во вечно и убаво сеќавање. Големо е задоволството да си едно делче од мозаикот во обележувањето на големиот јубилеј 60 години македонистика во Словенија. Ви посакувам и понатаму да славите вакви јубилеи со повеќе студенти. Многу срдечни поздрави од Скопје. Поздрав! Драги колеги, драги студенти, драги пријатели, Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје е среќен што го има Филозофскиот факултет во Љубљана како свој академски партнер веќе 60 години. Пред се преку македонистиката и словенистиката, но и преку други области од хуманистиката. Навистина, толку плодна соработка и размена и долготрајни траги од нашите врски и од нашите заеднички активности не сме забележале со некој друг факултет. Во моје лично име и во име на целиот колектив на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје ве поздравувам сите. Ви благодарам за посветеноста и за несебичниот влог во нашата досегашна соработка и им се радувам на идните средби, проекти и дружења. Ви благодарам и се неубаво. Ми представува особена чест и задоволство што можам да ве поздравам и да го честитам јубилејот 60 години од изучување на македонскиот јазик, литература и култура на Филозофскиот факултет во Љубљана. Би сакала да изразам задоволство и од одличната и долгогодишна соработка на Филозофскиот факултет во Љубљана
со Филолошкиот факултет Блаже Коневски и со останатите институции во Република Северна Македонија. Во оваа успешна соработка учествуваа многумина македонски и словенечки професори, на кои му даваме големо признание. Оваа соработка се надевам и дека во иднина ќе биде збогатена, а особен придонес за тоа секако има и професорката Намита Субиото. Воедно ги поздравила и студентите и дипломираните филолози кои завршија на оваа катедра и кои даваат голем придонес за афирмацијата на македонскиот јазик, литература и култура. Благодарам и честитки за јубилејот. 10 години македонистика во Љубљана. Што сакам по тој повод да кажам, освен да го честитам јубилејот? Во името на тие 60 години, сакам да му се заблагодарам на Филозофскиот факултет во Љубљана, дека прв во оној заеднички југословенски образовен систем распишува конкурс за лектор по македонски јазик уште во 1960-та. Тоа е неколку години пред да започне својата работа семинарот за македонски јазик, кој од 1967-та континуирано се грижи за сите лекторати по македонски јазик на странските универзитети. Сакам да им се поклонам, но и сите ние од Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура сакаме да им се поклониме и на Блаже Коневски и на Харалампије Поленаковиќ, кој во тој период едниот е шеф на катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици, а другиот шеф на катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности, кои успеваат да до деканатот на Филозофскиот факултет во Љубљана да ја испратат својата стручна оценка за кандидатот Блаже Ристовски. Поклон и за првиот лектор по македонски јазик Блаже Ристовски, која започнува историјата на оваа македонистика во учебната 1961-62. На првите чекори од Блаже Ристовски се надоврзуваат тие на Драги Стефанија, инаку студент на Блаже Коневски, која започнува својата одисеја таму во вториот семестар на академската 66-67. Така под негова палка, лекторатот прераснува во самостојна катедра за македонски јазик и книжевност во рамките на оделот за словенски јазици и книжевности на Филозофскиот факултет во Љубљана. Затоа длабок поклон на се она што го направи Драги Стефанија. Но македонистиката во Љубљана можеше и да успори, па и да замре, доколку од 1999 до 2001 катедрата не ја поведе Катерина Велјановска, а од 2002 и Намита Субиото, која, цели 20 години стаменито и храбро застанува на кормилото на оваа катедра. Поклон и за Намита Субиото. Благодарение на незината заложба се засилува и соработката со Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Па така, во тие незини 20 години, на овој наш 21 век, на летните и на двете зимски школи учествуваа над 50 студенти и професори од Филозофскиот факултет во Љубљана. Од нив се создаде една нова група преведувачи кои се истакнаа со своите преводи на македонската литература на словенечки, како Сонја Должан, Сонја Цекова Стојановска, Лара Миховиловиќ, Тимотеј Сенчар, Маја Ковач, Сашо Улјаревиќ. Без некој од нив и двата зборника, Коневски на 11 јазици, ќе беше многу посиромашен. Како директорка на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, се надевам дека оваа бројка од 50 мина, секоја наредна година ќе се изголемува. А најновите ги чекаме на престојната 55-та летна школа. Се надевам дека ќе се зголемуваат и преводите на македонската литература на словенечки, нивните и на некои други нови словенечки македонисти. И освен тоа што сакам да ја честитам оваа годишница од срце, посакувам да ни летнат и наредните 5, па и 10, и за наредниот голем јубилеј да се видиме во живо
во полн состав, сите ние, па и некои други, за да наздравиме за новите успеси на македонистиката на Универзитетот во Лјубљана. Поздрав до сите, леп поздрав усем. И на почетокот да ви го честитам јубилеот 60 години од изучувањето на македонскиот јазик, литература и култура на Филозофскиот факултет при Универзитетот во Лјубљана. Навистина 60 години не врзуваат плодна и успешна соработка, која што трае и се надевам дека и понатаму ќе трае. Особено ме радува фактот дека 30 години сум дел од токму од оваа соработка. Првите 10 години со професорот Драги Стефанија и овие 20 години со професорката Намита Собиот. Не врзуваат на вистина голем број на реализирани проекти, како од областа на наставата, така и од областа на науката и културата, голем број преведувачки проекти, размена на студенти, гостување на професори и низа други средби и организација на културни настани, значени како за Македонија, така и за Словенија. Се надевам дека во иднина ваквата соработка ќе продолжи и ви пожелувам успешна и плодна работа и понатаму. Примете топли и срдечни честитки за вашиот 6-деценијски раст и развој. Ние во Институтот за македонска литература во Скопје навистина се идентификуваме со него, со вашиот успех и чествуваме заедно со вас. И со оглед на нашата долгогодишна заедничка соработка, од која што во овој миг би истакнала најмалку 3 стожери. Тоа се секако проектот филолошки студии, на кој што тој 20 години годинава слави, во кој што покрај македонско-словеничката билатерална соработка се вклучени и други центри, Загреб, Белград и Перм, а со седиште во Скопје, исто така списанието Спектар, во чиј што меѓународен одбор е Намита Собиото и се разбира научната конференција во Охрид, која што Институтот за македонска литература ја координира заедно со Филолошкиот факултет. Се срце да вистина ви посакувам на тамошен раст и успех. Честитки уште еднаш. Spoštovani, sem Đurđa Strsoglavec. Ob visokem jubileju makedonistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani se vam oglašam z katedre Klimenta Ohridskega na Aleji Glagoljašev v Istri. Danes sem tudi sama praznično razpoložena, saj sem z makedonistiko povezana vsaj trikratno. Kot študentka in demonstratorka profesorja Dragija Stefanije, kot izvajalka makedonskega lektorata v študijskem letu 2001-2002 in ne nazadnje kot večkratna udeleženka seminarja makedonskega jezika, literature in kulture na Ohridu, kjer se včasih preizkusim tudi v vožnji po jezeru. Ljubljanski makedonistiki čestitam ob 60. rojstnem dnevu in ji kličem še na mnoga leta. Neka se množat. Моето волшебно патување низ македонистика е поврзано со преубавите спомени на конференции, млади македонисти, читање поезија покрај езерото на летна школа во Охрид, студентска размена во Скопје, книжевни вечери со Снежана Стојчевска, Стефан Марковски, Звонко Танески и други. А резултатот на сето тоа се книги, како што е свеж избор на македонска поезија Непар, потоа сите статии објавени во зборници на различни конференции. Но, најважното е тоа што ја добиме љубов кон македонски јазик и литература и затоа да ни живее македонски збор. Честитки! Sem Бисерка Бобнар, докторска študentка на одделку за славистико, Филозофски факултет Универзе во Лјубљани. Јас се поглобljeno ukvarjam z vzajemnim medkulturnim posredovanjem slovenske in makedonske mladinske književnosti. Že v času dodiplomskega študija smo študentje imeli zelo veliko priložnosti
za res poglobljeno spoznavanje makedonskega jezika, literature in kulture. Udeleževali smo se raznih strokovnih srečanj, predavanj, prevajali smo leposlovje makedonskih avtorjev in vse to je privedlo do tega, da sem se želela še bolj podrobno posvetiti makedonski literaturi. Ko me vprašajo, zakaj makedonščina, ponavadi odgovorim, da je to jezik prihodnosti. Študij makedonščine mi je omogočil spoznavanje sveta, ki nam je seveda s svojimi specifikami, ampak še vedno veliko bližje, kot bi si morda mislili. Predvsem se mi je odprlo izredno zanimivo polje makedonske književnosti. No, da pa bi večina lahko dostopala do te književnosti, so seveda potrebni prevodi in s tem prevajalci. V tej vlogi smo se tudi sami preizkusili že v času študija. Največkrat v okviru sodelovanja med institucijami, naši prevodi pa so bili nato objavljeni v domačih in tujih publikacijah. Naše znanje smo izpopolnjevali s pomočjo številnih tujih gostov, predvsem pa na mednarodnem seminarju za makedonski jezik, literaturo in kulturo na Ohridu. Vsako leto se ponujajo tudi priložnosti za sodelovanje na različnih mednarodnih konferencah, tako da bomo v tem ustvarjalnem tempu nadaljevali tudi v prihodnje. За 60-та годишнината од македонистика на Филозофскиот факултет во Љубљана и благодарам на професорката Намита Субиото за сето знаење што ни го даде. С јазиковними вајами, с книжевностоју, с поезијо, прозо, с македонско згодовино, с македонско културо, нам е била Македонија представljena во чудовити лучи и затоа се захвалјуjem професорици Субиото, честитки и на уште многу успешни години. Уште на почетокот на моите студии пред деценија и половина, до мене допре сознанието дека на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Љубљана македонскиот јазик, книжевност и култура се изучуваат со исклучително голема посветеност. Во тоа се уверив во годините потоа, преку книжевни манифестации во Словенија, на кои што македонската книжевност беше присутна и преку преводите на Намита Субиото, а особено во 2013 година, кога учествував на манифестацијата Прешерено во ОРО, во организација на Оделот за славистика и Македонското културно друштво Свети Кирил и Методи од Крајин. И имав можност на факултетот да одржам предавање за најновата развојна етапа на македонската книжевност. Од коментарите, прашањата и воопшто интересот на студентите, сватив дека македонската книжевност на Универзитетот во Љубљана не се изучува само преку позначајните дела од македонската книжевна историја, туку и со желба и подготвеност за постојано следење на македонската книжевна стварност и темелито книжевно-научно и културолошко анализирање, исчитување и на најновите книжевни остварувања и интерес и за преведување на некој од нив на словенечки јазик. Впрочем, тоа се потврди и во годините потоа, кога на манифестацијата учествуваа исклучиво автори за кои што со студентите разговаравме на предавањето во 2013 година. Но постојано се потврдува и преку излагањата на професорката Намита Субиото на низата научни конференции. Во незините реферати секогаш препознавам иновативна, поинаква диоптрија со која што се исчитува македонскиот книжевен текст во македонистиката. Се потврди и годинава на курсот по литература на втората зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при нашиот универзитет. Знам, во децениите што се пред нас, во Љубљана секогаш ќе има колеги со кои што ќе можеме да разговараме и содействуваме за македонистиката. Благодарение на досегашните вложувања. Посакувам ваквите вложувања да продолжат и заеднички да одбележиме уште многу јубилеи со нови генерации посветеници. Почитувани колешки, почитувани колеги, драга Намита, честитки по повод 60 годишнината на љубљанската македонистика на Филозофскиот факултет во Љубљана. Ви посакувам уште многу години плодна работа, успешна работа
нови македонисти и нови македонистки. Посакувам плодна соработка со лекторатот по македонски јазик во Марибор и вашата македонистика, да организираме уште една екскурзија во наредниве неколку години, да имаме уште повеќе гостувачки предавања, заеднички македонски вечери. Да ја негуваме македонската култура и македонскиот јазик. Се најдобро и уште еднаш честитки. Poštovani, dovolite, da vas pozdravim še v imenu oddelka za slavistiko. Ponosni smo lahko, da so ustvarjeni pogoji, da se ljubljanska makedonistika s trdno tradicijo razvija v raziskovalnem, pedagoškem in strokovnem pogledu. Ob današnjem jubileju si želim, da bodo časi še naprej naklonjeni mednarodnemu sodelovanju. Makedonistiki, študentom in profesorici pa želim še mnogo sončnih zgodb. Hvala. Почитувани драги колешки и колеги, пријатели на Катедрата за македонски јазик и книжевност. Од се срце ви благодарам за вашата соработка, за поддршката и за убавите зборови и честитки што ги искажавте по повод 60 години македонистика на Љублјанскиот филозофски факултет. 6 децении не се малку, но нашата работа продолжува. Затоа ќе чукнам 3 пати за среќа и добра енергија. И ќе ги парафразирам зборовите на Леп и Сол. Тоа е ова е тоа е тоа, ама тоа не е се.